сапонски серии од турска продукција и музички програми од српско производство. Ова е најзастапена програма на најгледаните телевизии во Македонија. Ред турски серии, ред вести, репризи од турски серии и пак од почеток. Или со малку пари до висока гледаност. Од друга страна, телевизиите што се обидуваат да бидат поразлични, немаат голема гледаност. По затворањето на А1 телевизија во 2011 година, приматот на најгледана телевизија го зазеде телевизија Сител. Но анализата на Македонскиот институт за медиуми за последното тромесече од 2016 година покажува дека на прво место по гледаност се турски серии, а вестите не се ни на листата најгледана програма на телевизијата. ТВ Сител речиси целосно доминира на листата на 10 најгледани програми на комерцијалните терестријални ТВ канали на национално ниво. Можете да видите од табелата дека првите 4 емисии, најгледани серии, тоа се турски серии, потоа следуваат филмот Рамбо, Рамбо 3, Квизот се или ништо, квизот по франшиза, уште еден филм Рамбо 2, анимираната серија Еднооки и на 10-то место е централното издание кое што било емитувано на денот на изборите. И тоа е на последно место на листата на најгледани емисии, програми во последното 3 месече на 2016 година. Гледано поединечно по телевизии, ги разгледувавме, ги анализиравме исто така и анализиравме програмската понуда. Можете да видите дека на најгледаната телевизија ТВ Сител апсолутно доминираат турските серии и еден филм на последното 5-то место, филмот Рамбо 3. Но се отвара и дилемата дали поплавата на продукција на српско, турско и индиско производство на вистина ги задоволува потребите на публиката или публиката и нема што друго да гледа. Иако мерењата покажуваат дека турските серии се најгледани, се наметнува прашањето дали телевизиите треба да се водат само од тие интереси или треба да се покаже поголема општествена одговорност и да се обезбеди поквалитетна програма. Ние не сакаме да пуштаме турски серии и ние не сакаме да пуштаме реалити шоуа што углавном се произведуваат у Србија и кое што потпаѓаат под треш или кич или како сакате кажете го. Сега, тоа е одреден ризик за една комерцијална телевизија. Одредениот ризик е дека вие ризикувате да имате многу мала гледаност, како што кажа Весна. Сега, како тука да направиме? Ако пиплметрите нас ни покажуваат дека единствено работат турски серии, српски пиплметри и филмови со Силвестр Сталоне, тоа не значи дека треба ние да ги малтретираме македонските граѓани и сите да гледаат нешто што било актуелно пред 30-40 години или нешто што е стварно шунт и неквалитет. Заради тоа ние направивме сосема поинаков пристап, ако сакате може да речеме и хегелијански пристап, нели, на Хегел, кога му рекле ама ова вие што го правите не кореспондира, што го пишувате не кореспондира со стварноста, тој одговорил уште полошо за стварноста. Така и ние сега на некој начин се обидуваме, ако тоа продава кај македонските граѓани, не значи дека националната телевизија мора да се поведува по интересите на публиката, односно на најниските страсти на руралната публика. Во Македонија има и нешто друго и на крајот на криштата телевизијата, освен тоа што има комерцијална дејност, има и општествена одговорност. Иако економската моќ на медиумот е клучна за создавање квалитетна телевизија, се отвара дилемата како телевизиите што имаат најголема гледаност и оствариле најголеми профити во 2016 година во Македонија не може да си дозволат покреативни програми. За разлика од друга телевизија која има најнизок рейтинг и годината завршила со загуба, а сепак успева да откупува содржини од понова светска продукција. И на телевизија Канал 5, слично како на телевизија Сител, во последното тромесече на 2016 година, во ударно време доминирале турските серии во комбинација со централните и со вечерните вести, како и квиз шоуто Среќни луѓе. Пушка! Пиштол!
Популарни биле изданијата на српското музичко шоу Звездите на Грант. Зашто драгоценото су плаво бои? Ние имаме во канал 555 работени луѓе, тоа е страшна бројка. Имаме расширена висока програмска шема кај што требаат многу опрема, многу програма се плаќа. И луѓето, и оние кои што се нарекуваат професионалци во оваа држава, кога прават анализа, не го земаат во предвид ставката на расходи. Сите ви кажат, ама вие имате големи приходи. Да, но ајде ги видиме расходите. Речи си идентична е и програмата на телевизија Алфа. Ниту телевизија Алса Тем, која е единствена терестријална телевизија што емитува на македонски и на албански јазик, не заостанува во квантитетот на сапунските серии, главно од турско производство. Но оваа телевизија делумно одскокнува од вообичајната шема, па во последното 3 месече од 2016 година на листата 5 најгледани емисии се нашли 2 изданија на вестите, како и дебатната емисија Патот кон. Вториот услов за да постои реален пазар е да има кој што би овозможил стварно квалитетна програма и натаму да постои, да има заштита на авторските права. Македонија е држава каде што се најнезаштитени авторските права и тоа ни создава страховит проблем у функционирањето. Еве тука се некои луѓе и од АВМУ, би сакал и нив да им упатаме една критика, дека тие се многу ревностни кога ги следат националните телевизии, па така, например, ако ние некаква програма ја категоризираме 12+, тие веднаш ќе ни се јават, ова не ви е 12+, 16+, мора да иде после 10 вечер. Така да ние купивме серијата Following, која што беше исклучително голем хит, и бевме принудени да ја даваме у 11 вечер. Или ИМТВ се придржуваше на такви некои стандарди што ги определува АВМУ, меѓутоа вие ако се свртите на Fox Crime, вие ќе видите дека Bones е една серија каде што има лешеви, коски, која што е веројатно 18+, пред полноќ не може да ја давате, си ја пуштаат у 2 сат на ручек у сабота, недела и нема никаков проблем. Тоа што значи? Тоа значи дека имаме дискриминација во самата држава меѓу домашните телевизии и странските. Она што не е дозволено за домашните телевизии е дозволено за странските. Никаде у свет тоа го нема. Ние се придржуваме и сме подложени на многу високи казни, а странските телевизии можат што сакат, кога сакаат да реемитуваат. Вие гледате дека Sex and the City го даваат у еден наручек. Што сакаат може да прават. Доколку тоа го направи македонска телевизија, казните од страна на АВМУ ќе бидат страховити. Значи, ние инсистираме прво да има исти услови за работа на пазарот за македонските и за странските канали. Ние не бараме повластена улога, ама бараме да не тлача до толку. И втора работа, јас спомнав скапи серии, скапи филмови. Тоа значи дека ние сме ги платиле авторските права за тие програми да ги емитуваме. Ние имаме нелојална конкуренција, нас ни зрачат на територија на Република Македонија со таков контент без платени авторски права за Република Македонија. И бидејќи е таков законот, повредата на авторското право треба ние да ја гониме, јас сега треба да запослам 20 луѓе кои што ќе се занимаваат да детектираат кој што украл. И конечно, ако се стремиме кон европски вредности, мора да ги заштитиме и авторските права. Мора да се регулираат целосно авторските права, за да можеме да се бориме натаму со тоа. Инаку, на крајот на краиштата, немој да се чудите доколку сите телевизии се бават само со реемитување на турски серии. Ке ги синхронизираат, никој нема интерес да ги краде тие и ние нема да пуштаме ништо што се случува во светот и во Европа и ќе се вратиме на 19 век. Меѓутоа, вината за тоа не е само во телевизиите. Во поглед на домашните телевизии сте во право дека сте оштетени во однос на странските медиуми и тука има можност да се интервенира во законот. Ќе ви кажам дека странските медиуми се дефинираат како реемитување и кога се прави послаб мониторинг на нив, значи мониторинг се прави само во однос на дали ги имаат авторските права за одредената емисија која што реемитуваат. Не се прави мониторинг на самата содржина. Во тој поглед вие сте Кон
Komparativno gledano, na najgledaните hrvatski i slovenečki televiziji dominiraат забавни, реалити емисии, може да се гледани и информативните изданија, кои се меѓу 10 најгледани емисии генерално. Турски серии не доминираат ниту по квантитет, ниту во ударното време. А во Словенија тие сосема отсуствуваат од ова што можевме да го видиме од овие приложени податоци во овој период во кога беше спроведено истражувањето. Домашната продукција доминира на најгледаните ТВ канали и високо котира на листите за нагледаност. Во тој поглед Македонија особено каска зад Хрватска и за Словенија, каде квалитетот е слаб и квантитетот на домашната продукција е многу помал по обем. За разлика од Хрватска и Словенија, во Македонија гледаноста на информативните емисии е помала споредено со другите содржини. Така, например, на најгледаната телевизија ТВ Сител на листата топ 5 емисии нема ниту едно информативно издание, иако дневникот на ТВ Сител се појавува еднаш на последното 10-то место на денот на изборите. Од друга страна, сите најгледани емисии на ТВ Телма се од информативен карактер, но телевизијата во истражуваниот период немала многу висока гледаност. Dobro večer, evo u tijeku je potraga za napadačem Milošem. Најгледаните телевизии во Хрватска пак се надпреваруваат со моќна информативна програма, разновидна домашна продукција и многу забава. И на програмите на Нова ТВ и РТЛ се сретнуваат сапунски серии, меѓу кои има и такви од турско производство. Меѓутоа тие имаат и високо квалитетна домашна продукција. Минуту 40 до ТВ. Во Хрватска во истражуваниот период биле главно гледани емисии, програми од домашна продукција и двата најголеми комерцијални ТВ канала, Нова ТВ и РТЛ, во својата програма имаат богата филмски забавна содржина и од странско производство. Но, како што може да се види од самите податоци, и вестите и на Нова ТВ и на РТЛ се мощно гледани од страна на публиката. Така што трите национални телевизии и вклучувајќи го јавниот радиодифузен сервис, сушност се надпреваруваат меѓусебно за публика преку своите централни вести. Во последното тромесечие од 2016 година забавната емисија Твоето лице звучи познато и дневникот на Нова ТВ се на листата најгледани, додека пак РТЛ е посветена на развивањето механизми за комуникација со гледачите. Таа е единствена телевизија во Хрватска што го интегрира концептот на граѓанското новинарство и објавува содржини што ги создаваат гледачите. Телевизиите натаму се главен извор на информирање за постарата публика, но младата генерација се повеќе се информира од интернет. Medijskih kompanija doduše pokazuju da one još uvijek veoma solidno posluju i vjerojatno će još uvijek solidno poslovati sljedećih 10-ak ili više godina, budući da recimo komercijalne televizije predstavljaju još uvijek glavni izvor informiranja za starije naraštaje. Ljudi su svoje jednostavno medijske navike oblikovali na taj način da kad dođu kući upale televiziju pa onda gledaju što je već gore na ekranu, pogledaju navečer vijesti i tako dalje. Međutim njihova djeca se sve više i više dominantno informiraju putem interneta. Ja imam kćer koja je 17-godišnjakinja, sad je završila 2. razred gimnazije. Ja se doista ne sjećam da sam ja nju ikad vidio da je uzela daljinski upravljač i upalila televiziju. To jednostavno znači da ako tim naraštajima neki oglašivač želi prodati neki proizvod, da sasvim sigurno neće platiti reklamu na televiziji, nego će pokušati preko Google AdWordsa ili preko Facebooka plasirati neku reklamu online. Mislim, s obzirom da jednostavno očekivati da će se te publike, poput moje kćeri, početi gledati televiziju s vremenom naprosto samo zato što postaju stariji, to je poprilično iluzorno. I ono što se trenutno događa u medijskom svijetu, prvenstveno na komercijalnim televizijama i na javnim televizijama, što je pod našeg posebno važnog interesa, budući da govorimo o malim jezicima gdje nema puno komercijalnih interesa za proizvodnju vijesti, je kako pronaći svoje mjesto u tom online svijetu. Televizijska tehnika se toliko demokratizirala i ova kamera s kojom vaš kolega snima naš razgovor danas košta sigurno barem 10, ako ne i 100 puta manje nego televizijska kamera s kakvom je njegov kolega prije 10 godina snimao slične priloge.
To je dovelo do velike ekspanzije ponude televizijskih materijala na internetu koji svako može pretražiti i lako pronaći ono što ga zanima. I to je osnovni razlog zašto mlađi ljudi naprosto svoje potrebe za informiranjem, zabavom i bilo koje druge medijske potrebe zapravo zadovoljavaju primarno na internetu. I nije uopće pitanje zapravo da li koja je formula uspjeha za komercijalne televizije, nego je pitanje koja je zapravo formula za preživljavanje, koja je formula za prilagoditi se naprosto opstanku u online svijetu. Dobar večer oziroma dobar dan v Los Angeles. Во Словенија турските серии сосема отсуствуваат од листите на најгледани емисии, а најпопуларни се забавните емисии, информативните програми и домашната продукција. Емисиите од домашна продукција доминираат на најгледаните телевизиски канали. Тие највисоко котираат и на листата на 10 најгледани емисии и поединечно по телевизiji. Mi bi bili najsretniji u Sloveniji na komercijalnim televizijama ako bi Slovenci bili toliko dobri da bi gledali turske telenovele. Jer to bi nam bilo super, jer to je program koji je dosta jeftin i ako dolazi takvi rejtingi od turskih telenovela, mi ne bi po tome ne bi nam bilo to loše, ali bi bilo super, jer kao biznis model bilo bi nam super. A u drugu ruku ipak mi trebamo znati da u Sloveniji ako bi raširili taj program od tih 10 najgledanijih programa, na primjer na 30 ili 40, mi bi pronašli, ja mislim da Policijska akademija od 1 do 7 sigurno bi bio među top filmovima i Home Alone od 1 do 3 isto tako, ne? Tako da to nema neke baš velike razlike, ali druga razlika koja se ipak desila u Sloveniji je ta da je sad u posljednjih vremenima stvarno lokalna produkcija ta bez koje nijedna televizija ne može više proći kod vlastitih gledalaca. Desilo se u Sloveniji nešto što je bilo praktički nezamislivo prošlih godina, a to je da je praktički nema večeri gdje na svakoj komercijalnoj televiziji ne bi bilo barem jedne emisije koje je lokalne produkcije. To je jedna stvar. A druga stvar što se desila je to da ta lokalna produkcija koja je sada to u jednu vrstu, to su ti entertainment showovi koji su ok, koji ne rade neke, koji ne igraju na tome da bi radili škandale, koji ne pričaju o seksu, o tim stvarima, nego kao dobro pjevaje, dobro plješi, a sva lokalna produkcija koja se radi, te neke drame, soap opere lokalne, to su isto sad postale neke drame koje pričaju o neke ljubavi, pa mržnji, pa biznisu koje neko radi. Tako da se u tom tipu dosta promijenila situacija u Sloveniji. Dakle, nema više Big Brothera ili nema više tih emisija kao što se u Srbiji zovu parovi, ili tako? Nego je sad vrijeme očito za neke malo mekše formate koji su izuzetno popularni. U vrijeme kada u onim mjesecima kad su na programu lokalno producirane drame ili ti entertainment showovi, to su najgledanije emisije, tada nema ni jedne informativne emisije koja bi im mogla doći blizu. Познавачите на медиумската индустрија укажуваат дека заздравувањето на медиумскиот пазар по економската криза во 2008 година влијаеше врз подигањето на квалитетот на медиумските содржини што се емитуваат на телевизиските канали во Словенија. Една од препораките за поквалитетна програма е да се укине сегашниот модел за поддршка на домашната продукција. Сега државата го кофинансира производството на домашна, играна и документарна програма, но тоа не придонесе за зголемување на квалитетот, бидејќи се увиде дека неколку телевизии произведуваат верзии на популарните македонски народни приказни со аргумент дека тие се најевтини за производство. Токму заради тоа се препорачува и укинување на таквата можност, но и укинување на рекламите од буџетот. Оваа влада нема да троши буџетски пари за комерцијално рекламирање. Че нема веќе авантури од типот милионски суми на пари за некакви чудни проекти кои што минатата влада ги пропагираше, нема привилегирани медиуми кои што ги добиваат парите. За подобрување на состојбите се препорачува политичките и бизнис центрите на моќ да го остават медиумскиот пазар слободно да функционира, без какви било влијанија или нетранспарентни финансиски интервенции од буџетски извори, со цел да се овозможи фер конкуренција. Работење во фер и пазарни услови ќе поттикне креативност и разновидност во содржините на медиумите.
Државата треба да ги стимулира странските инвестиции во медиумската сфера преку создавање поволна и конкурентна средина за работење, која од една страна ќе обезбеди законски основи и нивна доследна имплементација за слободно функционирање на пазарните механизми, ќе поттикнува транспарентноста на работењето на медиумските субјекти и ќе ги обезбеди сите механизми со цел да се осигура независност на регулаторното тело.